сметаме дека храната не е нешто посебен елемент на кој што треба да внимаваме, мислам дека најголем дел од населението така гледа на неа, а од друга страна е комплексен механизам кој што влијае на сите органи и системи во организмот. Може ли да ни кажете како квалитетот на храната влијае врз квалитетот на спиењето? Тие концентрирани сладки, бомбони, чоколади во поголеми количини може да го пореметат и спиењето, меѓутоа и овие когнитивни функции. Ние сме тие што ги правиме навиките кај децата, дали ќе бидат тоа здрави или нездрави, децата гледаат од нас, учат од нас. Она што го ставаме во тањерот на детето е неговата иднина. Со таа храна ќе имаат и повеќе енергија, и повеќе ќе бидат расположени, и подобро ќе спијат. Ако кажеме не за нешто, не сме лош родител, едноставно го заштитуваме нашето дете. И во овој момент они не можат да одлучуваат за иднината. Што ние ќе сервираме, тоа ќе биде нивната иднина. Тоа е затоа одговорноста е прилично голема. Добре дојдовте во уште една епизода на подкастот Sleep and Grow. Многу често кажувам дека трите основни темели за здрав живот и долг живот се здравиот сон, здравата исхрана и физичката активност. Ова е подкаст во кој што зборуваме за здравиот сон. Меѓутоа сонот не се состои, не е посебен, не е само од себе, не зависи само од себе. Овде е многу важна здравата исхрана. Исхраната е дел од секојдневието на нас родителите, меѓутоа и на нашите дечиња. Токму на оваа тема денеска разговараме со професор доктор Драган Ѓорѓев, професор на Универзитетот на Медицинскиот универзитет во Скопје. Професоре, ви благодарам многу што ја прифативте нашата покана, што дојдовте да бидете дел од подкастот Sleep and Grow. Благодарам и на вас на поканата. Би го започнала ова интервју со едно прашање да почнеме, значи колку е важна здравата исхрана за секој човек, а особено за дечињата. Да, исхраната, велики храната се намирниците, а исхраната е режимот на нивното внесување во нашиот организам, се една прилично едноставна, меѓутоа и комплексна категорија. Едноставна бидејќи сметаме дека храната не е нешто посебен елемент на кој што треба да внимаваме, мислам дека најголем дел од населението така гледа на неа, а од друга страна е комплексен механизам кој што влијае на сите органи и системи во организмот, влијае на растот и развојот, ако зборуваме за децата посебно кај нив, и тоа физичкиот и менталниот раст и развој, значи развојот на мозокот и на когнитивните функции, а истовремено може да представува и опасност, а тоа е, велиме дека храната може да биде татко на некоја болест, значи една од причините или дел од причините за повеќе болести, пред се за диабетот, дебелината, канцерот и така натака. Од друга страна, може биде мајка, значи некој кој што овозможува да имаме несметен раст и развој на имунитетот и развој, повторно ако се навратам на децата, на когнитивните функции, на концентрацијата, вниманието, кој секако има влијание и врз успесите во училиштето кои како родители ни се најважни. Така да, многу е битно да, иако знаеме дека постојано се пишуваат разни надписи на телевизија, интернет, луѓето се во една конфузија од разни информации и секој мислам дека постапува како им одговара повеќе отколку како треба. Па ние ја користиме оваа прилика просто кога работиме во јавното здравство да го едуцираме населението, да го советуваме, а советувањето оди со покажувањето на позитивните, истовремено и на негативните аспекти на храната. Мислам дека истото тоа треба да го имаат и родителите, да бидат организатори на покрај другото и на храната и на исхраната на нивните деца, истовремено да бидат и воспитувачи, постојано да ги укажуваат позитивните елементи на одредени животни намирници и негативните ефекти од конзумација на оваа храна која што околу нас се произведува во енормни количини. Битно е да знаеме дека постојат 7 групи на животни намирници и ние сметаме дека мора да има баланс во внесот на представник од секоја таа група на намирниците. За енергијата мора да обезбедуваме житарици, значи комплексни агли хидрати, иако ние често пати во разни диети ги избегнуваме, што е голема грешка. Од друга страна, меѓутоа секако во умерени количини.
Од друга страна, витамини и минерали мора да има во оброкот, тие ни се овошјето и зеленчокот. Веќе се една категорија на храна во која што нема рестрикции, можеме дори до 4 до 5 оброка дневно од оваа група да внесуваме. Потоа мора да се запрашаме кој ќе ги внесе протеините кои што се битни за развојот на повеќе функции во организмот и развојот на мускулатурата, на костките. Тука имаме и животински протеини, имаме и растителни протеини. Животинските се месото, млекото, јајцата, рибата. Растителните се мешунките, компирот, оризото, кои што исто така даваат, можеби не прва, али втора категорија на класа на протеини. Мастите се исто битни, ние сме сега во една еуфорија на безмасна храна да се јаде, меѓутоа мастите имаат и сериозна функција, посебна се една база, основа кај што се растваруваат тие така наречени липосолни витамини, през Д витамин од К витамин, така да мора да ги внесуваме и мастите. Позитивни масти се оние кои што доаѓаат од растително потекло, масленовото масло, е во прв план овие јаткастите плодови, бадеми, лешници, нормално во ограничени количини. И на врвот на таа пирамида доаѓаат слатките кои што се најатрактивна храна, посебно за оваа категорија за која што оперуваме за децата. Така да ние не ги исклучуваме, иако кај возрастните во одредени диети може и да ги исклучиме, бидејќи од шекерите скоро да нема никаква корист. Кај децата и поради тој визуелен момент, и поради таа социјална околина во која што живеат, можеме да ги конзумираме, и се така наречени рафинирани, али во исклучително редуцирани количини, така да и кој ќе зборуваме и за режимот и за спиењето, мора да знаеме дека тие концентрирани сладки, бомбони, чоколади во поголеми количини може да го пореметат и спиењето, меѓутоа и овие когнитивни функции и концентрацијата да доведат до некакво покачување на кортизолот и така натака. Така. Спомнавте пред малку дека нели со многу информации можеме да најдеме на интернет и да прочитаме, па и дефинитивно е така и многу често се соочуваме со термините здрава храна, нездрава храна, брза исхрана и никако тоа знае да направи конфузија, што е што. Дали може овде да ни помогнете да ги разграничиме тие термини, да ни помогнете да ни ги објасните термините, што всушност значат? Да. Па се сомневам дека имаме нека униформа дефиниција за здрава и нездрава, сите тие кои што се бават со храната, меѓутоа ето од наш аспект, од аспект на оние кои што се бават со јавно здравје и со правилен раст и развој, веќе кажав дел од елементите на здрава храна, че да мора да биде разновидна, мора да биде композирана од сите овие елементи кои што се битни за растот и развојот. Во здрава храна мора да се и внесување на течности, а тоа е пред се водата, значи водата е примарен извор на течности во текот на денот. Све друго е во многу лимитирани количини или воопшто и не треба да се конзумираат през се енергетските пијалоци. Значи, компонирана од извори на јаглени хидрати, на масти, на протеини, на витамини и минерали, тоа е еден здрав тип на оброк. Сега е проблемот каде ќе го земеме и од кој потекло и кај ќе го направиме. Правен во домашни услови овозможува фокус на сите овие намирници и нивно подготвување со природни овие состојки. Во друга страна, она што се прави во околината, тоа е брза храна, каде што се форсираат масти, сол, разни конзерванси, адитиви, кои што е потполно без контрола, затоа што вие во една инспекција не може да направите од што све е направен еден бургер, еден сендвич во овие уличните продавници или во рестораните. Во тој случај и заради тој вкус, меѓутоа и заради фокусирање на солта, па може да се пејат и течности, е здравоста на храната веќе е максимално уништена, витамините и минералите се сведени без малку на минимум, а се форсираат масти, сол и конзерванси. Така тоа е така наречена нездрава храна. Брзата храна исто така е во таа нездрава храна, бидејќи ги изобилува овие сите елементи. Нити е концепирана од основните состојки, нити знаеме во која количина тие основни состојки се во сендвичот или во бургерот, а што дополнително е додадено. Така да правилното правење на сите овие оброци и сендвичи може да се оствари само дома, од страна на родителите, кога зборуваме за децата. И сега
можеби во некои од компаниите кои што сега ги обслужуваат училиштето, ако се форсира правилен начин на изготвување и контрола дали тоа така се прави. Бидејќи тоа така во овој момент мислам дека не се прави, прилично се децата изложени на оние оброци кои што ги конзумираат надвор, да се многу поблиску до таа нездрава храна, отколку до она што значи правилен оброк со природни состојки кои што ќе овозможат правилен раст и развој. Тоа взимање на правилна храна, нездрава храна во кој што ќе ги спомниме и разни грицки и оние кои што се чипсови и други оние бисквити, смоки, разни смоки кои што се делат на разни прослави сега, или пици кои што се сега главен оброк при родендените, при не знам славењето кај децата, и уште тоа со дополнение на оние енергетски засладени пијалци, кои што се исто така еден капитален проблем во таа група на нездрава храна. Тоа возможува висока количина на шеќери, тоа овие рафинирани шеќери кои што се од врвот на пирамидата, масти, сол и истовремено на некој начин кофеинот е тука присутен, па тоа е исто многу проблематичен елемент за спиењето, кога зборуваме за спиењето, а истовремено создава и некој тип на зависност кај децата кои што леко но сигурно одат кон форсирање на таков тип на храна. Секако дека во можеби несвесна промоција на нездрава храна големо влијание имаат и родителите. Ако родителите форсираат некоја нездрава храна и пијалци, децата кои што се едуцираат со имитација во прв план, секако дека повеќе ќе го следат тој пристап во исхраната, за разлика од ако во домашни услови се приготвуваат па и сендвичот за училиште, со интегрално лепче, со не знам, без некои намази кои што имаат конзерванси, тогаш ќе возможи истовремено и создавање на навики, а истовремено и имитација од родителите. Така да, она што треба да се знае за нездрава храна и за здрава храна е многу битно во комуникацијата меѓу родители и деца. Родителите реков дека мора да бидат воспитувачи, да кажат што се последиците од конзумирање на нездрава храна, иако детето можеби ќе каже па и другите така јадат, значи целиот проблем е таа комуникација меѓу родителите и воопшто општеството, училиштето, колку ги едуцира децата во тој правец, и истовремено што е здрава храна. Па да им прикажа на една табла со црвено што е нездраво, со зелено што е здраво, влисување на вода исто така во доволни количини, сето тоа ќе овозможи децата да полека, но сигурно влисуваат се повеќе вкусови. Значи, таа домашна атмосфера, тестирањето на нови вкусови кај децата е една категорија која што родителите се одговорни да ја прават. Значи, постојано со имаме изобилие на намирници, посебно во оваа група од овошје и зеленчук во нашиот простор, а сме правиле и студии во кои што компаративно со тој момент ние имаме деца кои што многу малку внесуваат овош и зеленчук. Нормално дека тука во училиштето такви обрати скоро и да нема. Па не, еве и во училиштето и на моите две деца не можам да кажам дека храната е на некое ниво на кое што би требало да биде. Зборувам тоа, значи ако имаме здрава и нездрава храна и ако имаме деца кои што треба да ги ориентираме што е здраво и нездраво, битни се, зборуваме за растојот и развојот на децата, три елемента имаме: дома, имаме улица, имаме училиште. На улицата веќе не смееме ни да излеземе, и ако излеземе ќе имаме само брза храна. Значи одиме сега тие два елемента: дома, родителите и училиштето. И затоа родителите вие треба како да се интересирате во училиштето и да влијаете на оброците кои што таму се внесуваат, бидејќи децата, посебно ние помалите, 2 од 3 оброка внесуваат во училиште. Значи не е свеедно што тие јадат. А ние зборуваме дека правилно 3 до 5 оброка да имаат децата на поедини интервали, да се даваат од 2 до 3 сата, да се формира еден таков биолошки часовник како што е онај за спиењето, така и за исхраната. На секој 2-3 часа да има некој тип на оброк, така да ќе го растеретиме и појадокот и ручекот, а ќе ги уфрлиме ужинките кои што ќе се идеален момент за давање на овошје и на зеленчук, и нормално вечерата за кој што ќе зборуваме, кој ќе зборуваме за спиењето.
Тоа исто така ќе им влезе во тој часовник и на децата, кога они треба да ги внесат. Така. А овие оброци, нормално оброците ќе зависат и од нивната енергетска потрошувачка, колку е возраста поголема, тие деца имаат повеќе физички активности и веројатно нешто ќе се додава, меѓутоа базата е таа, што ја реков, значи мора да има извор на протеини, јаглени, витамини и минерали, распоредени во разни типови на наmirници од овие 7 групи за кои што повторно велам дека е многу битно ги имаме доволно кај нас. Не заборавајте да кликнете subscribe и follow. За вас тоа е бесплатно, а на нас ни значи многу да не поддржите мене, нашиот подкаст и целиот тим кој стои за овој подкаст, да можеме да направиме и нови сезони, да можеме да ви дадеме повеќе одговори и повеќе помош за сите родители. Дефинитивно така е, треба да се, мислам, ние родителите сме огледало на децата и јас и многу често го кажувам во подкастот, во сите емисии, дека ние сме тие што ги правиме навиките кај децата. Дали ќе бидат тоа здрави или нездрави, децата гледаат од нас, учат од нас и едноставно мора да се погрижиме да направиме здрави навики за тие да пораснат во едни здрави индивидуи. Знаете што велиме за тоа? Она што го ставаме во тањерот на детето е неговата иднина, значи мора да знаеме тоа. Да, многу добро Тоа кажано. е исто така поголема одговорност за родителите. Дефинитивно, а и факт и тоа е точно на сите родендени на кои што сме присуствувале со децата, па еве ќе кажам и јас лично на нашите родендени, да, многу е позастапена брзата храна, пици, чипсови, грицки, смоки. Не знам дали постои некаде каде што ставаат овош е се така сме навикнати, а и кога ќе викнеме другарче дома или кога ќе отиде моето дете кај другарче, на масата почесто се изнесуваат грицки отколку овошје, па е можеби апел до сите родители ова да го смениме, бидејќи промените почнуваат од сите нас. Ние имате овие маси во тие конјопоите кај што се служат со кашкавал, нели со сувомеснат производи со чачкалицата, меѓутоа не сме сретнале со краставица, со парче морков, со парче некој друг зеленчук. Во други земји ќе кажем на запад, ние ќе кажеме па е западот е друго, не е ништо друго, истите луѓе се служат такви. Се служат. Атрактивно, секако аранжирани, дизајнирани, меѓутоа и со деца кои што доаѓаат дома со навики да уживаат во таква храна, бидејќи ќе со таа храна ќе имаат и повеќе енергија, и повеќе ќе бидат расположени, и подобро ќе спијат, и ќе има и секако подобри услови, успеси во училиштето. Така е, токму и затоа зборуваме и токму и затоа го правиме подкастот да ги видиме кои се придобивките, но и последиците од нездравата храна и со надеж дека ќе направиме некои промени кои ќе бидат за доброто на сите. Сега не е тоа лесно. Во ова брзо темпо на живот, во кој што родителите исто така имаат голем дел на обврски, некако ќе кажа, ја немам време за тоа, може и такво едно оправдување да биде, или ќе кажат тоа е скапо, не е здравата храна. Да. Посебно не е ако се земат последиците кои се, значи, затоа што лечењето на последиците е многукратно поскапо отколку инвестиција во некоја промена во начинот на исхраната и во внимавање што се храни. Тоа се многу тешки болести, дијабетот, тип 2, дебелините кои што носат исто проблеми со срцето, менталниот развој и така натаму. Кои се последиците од нездравата храна? Веќе почнавте, меѓутоа еве и конкретно кај децата, што се може да се, која последица може да се појави ако детето конзумира нездрава храна? Последиците не се акутни, промптни, затоа кога би биле промптни, луѓето би реагирале. Меѓутоа тие се случуваат на продолжен период, на хронично последиците, значи дебелината полека доаѓа, проблеми со срцето можеби во младата возраст не се такви, иако денеска во научните студии се кажува дека кардиоваскуларни проблеми со срцето се случуваат многу порано отколку во некое претходно време каде што само постарите луѓе 50-60 години почнуваат со тие хронични болести. Хроницитетот на болестите кои што се поврзани покрај другото и со непрегledна исхрана почнува многу порано. Затоа велам, инвестицијата, односно она што е во тањерот, ќе биде во иднината. Значи, тоа се васкуларните. Дијабетот, веќе кажав, исто порано може да почне. Дебелината носи и проблем со физичката активност, еден волшебен круг.
поголема дебелина, помала физичка активност и обратно. Така да мозокот, развојот на мозокот, ако нема доволно витамини и минерали, исто така ќе биде поуспорен, концентрацијата ќе биде поуспорена, нервозата, анксиозноста кај децата ќе биде, кортизолот ќе расте повеќе ако не вие внесувате енергетски пијалоци, кола пијалоци, сега и во училиштата се рекламираат, тие се и прилично поскапи пијалоци енергетски, мај децата викаат татко му ново му купил, зашто мене да не ми купите? Беше актуелно Prime пијалокот едно време тоа доста. се на времето кога почнале првите енергетски пијалоци да влегуваат кај нас, тоа беше огромен отпор од нас, од медицинската струка, затоа што се најдени аномалии, меѓутоа знаете дека во таа комерцијална еуфорија многу повеќе пари се даваат на реклама на такви производи отколку на промоција на здрава храна. Еве ние во подкастот ќе промовираме, ја не сум видел некаде да имаме плакати со здрава храна, али затоа имаме плакати со хирурзи кои што успешно оперираат од последиците од нездрава храна. Значи, тоа се аномалии кои што за жал од западот влегле и кај нас и сега ги има. Затоа уште повеќе зголемена одговорност и на нас кои што на некој начин повремено, бидејќи новинарите кои ќе дојдат кај нас повеќе барат сензационални вести отколку промоција на нешто што е здраво и исправно. И затоа е овој подкаст многу важен за информациите. Така. Како ние како родители да ги препознаеме производите прехранбените производи кои што не се здрави? Да, покрај тоа што е видливо, што е масно и што е вакво солено, многу е битно и со години сме инсистирале, меѓутоа не сме постигнале многу, да нашето население знае да ги чита етикетите, односно декларациите на животните, на прехранбените производи. Тоа е многу важно. И затоа, колку е поштетно, толку се поситни буквите. Он е задолжен да пише декларацијата по прописите, но и то така ситно ја пишува да воопшто исто два пара научени не може да прочитате. И пак во однос на младите кои што се брзаат да го купат нешто, ќе сретнете повеќе постари луѓе кои што се обидуваат нешто да прочитаат. Треба да се знае да се чита етикетата, че кои се основните состојки кои што се присутни во тоа. Значи, на пример, ако земе млечен производ, колку има масти, колку има јагни хидрати и колку има протеини. И сега го кажав оној елемент што безмасно млеко или со 0,5% масленост, класичната масленост на млекото е од 2,8 до 3,2%. Али ако кажете 0,5 или 0,1%, тоа е во некои диети, во најголем број диети присутно, меѓутоа ќе видите за што е друго, ако е додадено повеќе вода, тоа може да нема уопште млеко. Ако зборувате за јогурт кој што е немногу масен, а е густ, откај ќе да е густината ако нема масти? Да. И онда он мора да напише и пишува 4,2 или 4,5% шекери, тоа е многу на 100 грама производ. Значи шекерите се тука или ќе дојдат згуснувачи, значи тоа се веќе додатоци, адитиви кои што е уште погусти, имате за да не кажам чиф јогурт, али прилично густ, тоа е добар, меѓутоа тој во себе има изгуснувачи и сигурни шекери. Значи, мора да ги знаеме прво основните состојки на една намирница, кои што треба да ги има, и истовремено да ги споредиме со ова што во неа се става. Например, ако одите во брза храна, таму никој не ја пишува декларацијата. Али има, може да се најде. И се наоѓа, ние на студенти сме прикажувале Кока-колата што содржи, тоа е пола страница од елементи на 4 формат, кои све хемикали ги има во неа, покрај шекери. Да. Или бургерот кој што, или дури овие копирчињата, односно помфритот, исто така кои све додатоци ги даваат. Тоа е она споредба какви намирници да биле порано, или дома кој ќе ги правиме. Јогуртот сме го правиле со закисилување на млеко, а од друга страна сега во јогуртот има изгуснувачи, реков, и шекери, и други емулгатори, све она што ароми и бои често се додаваат за да биде привлечно. Така да мора да се читаат, иако тоа е голем бизнис. Во Светската федерација за храна, во ФАО, има постојано состаноци каде што производителите инсистираат на нови адитиви кои што ќе бидат уште попривлечни за купувачите, со образложение дека само така ќе може да имаме храна која подолго трае и да биде за поголем број население. Кој би требало да произведеме само органска храна која што е безбедна, не можеме да произведеме за
огромно население кој што сега има. Меѓутоа тие инсистираат да се тие дозволат. Има постојана меѓународна комисија која што ги дозволува сите тие адитиви и конзерванси и ќе видите на крајот по таа етикета ќе пишува E226 или E280, тоа е некој адитив, конзерванс, емулгатор, стабилизатор, што го да е, кој што е дозволен од нив. Меѓутоа не сум сигурен дека тука безбедноста и здравјето на населението е во прв план, а не профитот на овие организации. Најчесто профитот е секогаш во прв план, а здравјето е во некој втор, трет план. Во некој втор план и затоа е тоа наша обврска. Затоа е, апсолутно. Затоа родителите треба да се грижат за тоа, како родител да знаеме. Watchdog кој што го следи тоа. Затоа што ако кажеме не за нешто, не сме лош родител, едноставно го заштитуваме нашето дете од одредени работи. И треба да објасниме. Значи, во таа комуникација со децата, храната не сме да биде ни награда, ни казна. Значи, мора да со една позитивна атмосфера да се објасни што е доброто, а што е негативната последица. Никакво со уцена, ако јадеш ова, ќе добиеш чоколаду или не знам што. Значи, не е лесна таа атмосфера да се создаде, тоа сите знаеме, меѓутоа колку повеќе они гледаат дека родителите тоа го прават и дека во домашни услови се спроведува таа, дури и дебата за храната, децата тоа го примаат. Секако, што кажувате после тоа на родителската средба, тоа треба да се пренесе, затоа што во едно одделение од 25 и 30 деца, ако само 2-3 деца конзумираат здрава храна или имаат некои навики од дома, тогаш доаѓа социјалниот момент, како тие ќе бидат прифатени од другите и дали ќе има некакво исмејување или ќе има некаква акциозност меѓу нив и така натаму. Тоа мислам дека е проблем. Вие поише знаете од тоа. Дефинитивно, особено од трето одделение нагоре или од четврто одделение, зависи кај кои деца. Децата си носат сами храна дома, односно ние мајките приготвуваме на утро храна и носат. Се случи кај ќерка ми во одделение, кога некој дете ќе донесе храна која што е мал поздрава, дали авокадо ставено или чија семе, или има одма реакција од другите деца, што е тоа грозно и тука се настанува срам кај детето, па не икам да го јадам ова, не сакам да го носам. Дефинитивно тоа е проблем кој што треба сите заедно да работиме на тоа. Тоа е третма дури како и за болестите на зависност, алкохолизмот, кај алкохоличар ако одите и го лечите во некој процес на лечење, покрај другото, све што е алкохол во домот треба да се отстрани, да не биде нови. Така и кај децата. И веројатно да го правите после рогендини, кои ќе добијат илјадници бомбони, чоколади или после нова година, пакетчиња, ти треба да се склонат и да не бидат нови, затоа што ние го правиме. И на масата да биде овошје, зеленчук. Лесно е да се каже, тешко е да се спроведе, ама ако има упорност и викам синхронизација во тоа и меѓу училиштето и родителите, ќе дојде до промена навиките. Многу тешко, али ќе дојде. Да, па еве добар пример да ги сврлат сите благи работи и у моментот кога ќе дојде желбата нема што да се земе. Пред извесно време најдов на една статија, не знам дали е официјално истражување, така што не сум сигурна за веродостојноста на податоците, но статијата говореше за тоа дека прехранбените производи сега, производството нивно сега, начинот на приготвување сега со порано е многу поразлично. Стануваше збор за Кока-кола и за некои други производи кои што се прилично актуелни на пазарот, да не ги спомнувам сега со име, но дека порано пред неколку години нивното производство, состојките што биле внатре ставени биле различни за разлика од сега. Дали има одредена вистина во тоа, односно дали производите порано се приготвувале на еден начин, сега се приготвуваат на друг начин? Не, начинот е, основата на начинот е ист, меѓутоа, оно што е дополнително ингредиентите, тие се сега различни. Состојките. Во новото време, повторно ќе кажеме, е врзано со профитот и со можноста за помасовно, поголеми количини да се произведуваат од тоа. Така да ќе се вратам дека пак во домашни услови ние можеме и денеска да го практицираме истиот начин кој што порано го правиме. Значи една лимонада дома правиме со шеќер и со помалку или повеќе шеќер и лимон и вода, а во џусот имате едно чудо и за арома и бои и конзерванси, за да тој обстане не знам 20, 30, не знам колку дена. Значи тоа и да биде уште поголема количина на шеќери. Тоа е голем извор на шеќери, така затоа ќе имаме природно, си е природно, за разлика од ова. Исто така и реков и кај компирот кој што порано се пржи, значи компир ви треба зејтин, масло, тоа е маслиново масло, например да кажеме, и сол,
А во помфритот кој што се служи во рестораните има уште едно чудо, други елементи кои што даваат некаква и конзистенција и долго траење за да може да издржи, да може на подолг рок да се употребува. Истото е и со сите овие домашното ќофте кој што одмелено месо и нашата баба со на него правила ми многу вкусно и бургерот кој што да се прави со илјадници други повторно конзерванси за да може подолго да трае, за да има некаков она форма кој што има Макдоналдс и така натаму. Тоа се страшни и кажав дека ако излистаме што све има во нив, не може ни на памет да најдеме сите тие конзерванси, адитиви, емулгатори, шекери, многу е битно што има доста шекери и во солените производи има доста шекери по производството нивно. Сол исто голема количина, тоа е страшна една, посебно ако во хроницитет, на долги стази се конзумира тоа. Така. Го спомнавте неколку пати спиењето. Може ли да ни кажете како квалитетот на храната влијае врз квалитетот на спиењето? Како се поврзани едното со другото? Па кажавте за спиењето дека тоа е една комплексна функција во организмот. Постојат центри во мозокот кои што со разни неуротрансмитери ги пренесуваат дразбите и овозможуваат да се добие потребата за сон или да се поремети. И на неа може да влијаат повеќе фактори. Се медицинските фактори кои што може да бидат причина за пореметување на сонот, животните стилови или животниот стил на поединецот и на децата исто така е многу битно е поврзан со спиењето и по однос на она хигиена на спиење, елементи кои што треба да бидат исполнети во едно секојдневие за да се овозможи добар сон, а во него исто така е и храната присутна. Можеби ние со храната не можеме да го излечиме несоницата, да излечиме преку ноќ, меѓутоа на подолги стази и таа може да направи една атмосфера за да може да биде подобар и сонот. Секако дека, пак ќе кажам, ако ги имаме принципите на здрава исхрана, зборувам сега за децата, со композиција на оброкот кај што го опишав, со доволна количина на течности, со еден баланс и меѓу исхрана и физичка активност, бидејќи кога имаме пирамида на храна, имаме и пирамида на физичка активност, така да во основата на таа пирамида минимум едно час и повеќе, час и половина некаква физичка активност треба да има. И детето исто така, тоа возможува да дојде до некаков замор, до продукција на тој аденозин кој што чивто замор после навечер ќе овозможи една природна потреба од спиење. Меѓутоа сепак во функција на спиењето ќе кажеме дека во тој сложен механизам истовремено учествуваат и одредени хормони кои што се произведуваат во организмот и за чие што синтетизирање е потребен и некој тип на исхрана. Тоа е мелатонинот, е главниот хормон кој што го регулира спиењето и без кој што нема спиење и кој што се активира навечер околу 10 часот во темни услови, така да тоа затемнување на просториите веројатно и го зборувате во подкастот како една од основните елементи во таа хигиена на спиењето. И сега колку можеме со исхраната да влијаеме на соодветно производство на мелатонин е исто многу битно да го знаеме. После тоа доваѓа серотонинот, исто така еден хормон кој што преку ден овозможува позитивна енергија и овозможува едно расположение и кој што навечер ќе овозможи дополнително да му помогне преку триптофанот, е исто една аминокиселина да се произведува мелатонин и на крајот другиот хормон кој што е противник на овие два, а тоа е кортизолот, кој што во текот на денот се почнува да се произведува кога се будиме и сабајли имаме најголема енергија затоа што имаме највисоко ниво на кортизол. Меѓутоа со начинот на исхрана, ако внесуваме кафе кај возрастите почесто или кофеин кај децата во овие енергетски пијалци или во онаја брза храна во кој што исто така кортизолот се зголемува, тогаш тој кортизол ќе остане висок и навечер и ќе оневозможи да мирно децата влезат во некаков сон.
така да храната која што ние концепираме, повторно ќе кажам, он е здрав тип на оброк, мислам дека ги задоволува сите овие услови да и навечер овозможи правилно спиење. Значи ние треба да обезбедиме храна која што ќе го зголеми мелатонинот или нема да го спречи да се распадне, така да тоа би било намирници од типот на овошјето, овие јатластите производи исто така имаат можност да влијат на мелатонинот, сок од цреши и од вишни, меѓутоа не засладен, тие ги имаме и кај нас, значи тој би можел да биде некој смути пред легнување навечер, и после тоа триптофанот се протеините извор на него. Значи, ако кажеме дека потребни ни се протеини, али не масни толково, не во масно месо, така да тоа пилешко месо, мисиркино месо, јајце навечер, исто може да бидат добар извор на триптофанот, кој што му овозможува на серотонинот да го произведе мелатонинот. И јаглени хидрати, комплексните, интегралните намирници, се прашање колку ние навистина се тие интегрални производи кои што ги купуваме. Ние, ако кажавте за прашањето за порано и сега, како лебо се прави или од брашно, сол, вода, сега имате едно чудо други и бои, се не знам дали е тоа црн леб или обоен леб, за да подолго време стои повторно се некои конзерванси, така да интегралните намирници, а тоа се овесот, интегралниот леб, интегралниот ориз, се исто така база на еден оброк кој што овозможува да се произведе мелатонинот. Значи све е во функција на добро производство на мелатонинот. Така да таков еден тип на оброк во кој што ќе има извор на протеини, реков, ќе биде или може да биде и растителен извор, може да биде авокадо, меѓутоа може да бидат и овие едно парче бело месо, белото месо е приемчиво од црвеното месо. Од друга страна, интегрален може да биде ориз или некоја каша овесна, и пиело млекото исто е како благ седатив, кај децата пожелно да овозможи еден мирен сон, и ако таков еден оброк се земе 2 до 3 часа пред спиењето, тоа е врската, и течноста исто така последна може да биде, а се ако тоа дете огладне, после тоа може и некој смути од овие елементи. Бананата исто многу е битен елемент, извор на магнезиум кој што ги релаксира мускулите, тогаш тоа може да му помогне на ова дете да падне кортизолот, да почне да се качува мелатонинот и да обезбеди не само заспивање, некои сами знаете, сите оние фази на спиењето. Овој тип на исхрана го возможуваат и доаѓањето до длабоко спиење, кој што е најважно за сите нас, па и за децата, каде што доаѓа до комплетно чистење на токсините од мозокот. Така да, пак велам, нема голема филозофија, она што е разновидна храна треба да биде присутна и во вечерниот оброк, кој што они директни одвлијае на спиењето, иако и дневната исхрана и физичка активност се многу битни за да навечер очекуваме нормално спиење. Меѓутоа, ако имате еден роден ден кој ќе се организира во 8 часот или во 9 часот, препол со пици и овие енергетски пијалоци, имате тоаш проблем. Добро е да тоа биде некој исклучок, меѓутоа како што сега гледам дека е тоа масовно славење на родендените во некои ресторански услови или во играчници, тоа е сериозен проблем. Колку ќе го ова што го кажувам ка некој нормален циклус кој што ќе овозможи тој хормонален циклус да биде исполнет, колку тоа ќе биде дистрактирано од овој тип на навики. Така, и како што и кажавте, во рете некогаш да има исклучоци, меѓутоа тоа не здравата храна да биде исклучока не секој дневи. И деца тоа треба да го знаат дека тоа е исклучок и нема да нешто да се споредуваат едни со други. Ви благодарам многу за гостувањето, навистина многу корисни совети, научивме многу работи и верувам дека и вие како родители ќе научивте како да направите баланс со храната, односно како со помош на храната да влијаете на хормоните мелатонин и кортизол, за кој што кортизол зборувавме пред во една од емисиите, каде што ви кажав дека тоа е причина за честите ноќни будења, но и за раните утрински будења. Па како што можете да заклучите и од овој подкаст, благодарение на професор
Ѓорѓев, дознавме дека кортизолот и со храната може да се стимулира и едноставно и со помош на храната да ги воведеме хормоните во некоја нормала. И уште една порака до родителите, ова што кажавме, дека се нивната улога е многу битна. Промените во исхраната правете ги заедно со децата, значи истовремено вклучите ги нив во процесот на приготвување на оброкот и во дискусија околу оброкот. Значи децата може да заедно со вас пазаруваат, да ги изберат намирниците за оброкот кој што тој ден ќе се прави, може да учествуваат со миење на салатата, може да се учествува во правење на салатата, така на тој начин ќе ги измотивираме да уживаат во тој оброк повеќе отколку кој ќе им се сервира, нормално да се исклучи компјутерот и мобилниот телефон за време на оброците, посебно за време на оброците. Храната мора да се гледа и да се зборува за неа, а не ние додека јадеме зборуваме нешто друго или гледаме телевизија или гледаме на мобилен телефон. Давање на детето на оброк, а истовремено и мобилен телефон за да го изеде оброкот, тоа како да не го изеде оброкот. Така. Затоа што пак ќе кажам, не ни е битно само да тој оброк влијае на растот и развојот на функции, битно ни е да влијае на мозокот и на навиките. Тоа дете мора да се навикне и само да бара во училиште каде е ова, каде е она, кој ни е извор на протеини, кој ни е нехитрати. Тоа едно време го имаше во училиштите оброци. Сега децата се исклучени од таа потреба да размислуваат за храната, а ние сите само ги служиме и се ако има разлика меѓу нас, некој служи брза храна, некој здрава, ќе дојде и до разлика меѓу нив. Да, едукацијата за храна за деца е минимална, според мене. Можеби ние ќе им покажеме како, ќе купиме здрави намирници, меѓутоа се согласувам дека треба и да ги едуцираме што всушност значи здрава храна, а што всушност значи пиење Кока-кола секој ден, за и тие самите да почнат да прават разлика и да знаат што е во ред, а што не е. Последиците се после големи некои минимални или видливи заостатоци во некој развој на рбетниот столб, коските ќе дојдат подоцна. Така. Кога секако ќе не обвинуваат што сте ни давале кога сме биле мали. Затоа што ние сме представници на нивната иднина. Ние во момент они не можат да одлучуваат за иднината. Што ние ќе сервираме, тоа ќе биде нивната иднина. Тоа е затоа одговорноста е прилично голема. Дефинитивно одговорноста е во секој еден родител и треба да се превземе одговорност, треба да се подигне свеста малце повеќе за здравата и да биде упорно, али во позитивна атмосфера, не со некоја тензија и пресија. Така. Благодарам многу на што дојдовте и што ги споделивте сите овие совети со нас. Се надевам ќе се дружиме повторно и повторно ќе бидете наш гостин. Да, секако со задоволство, не само исхрана, него целата таа овакво процес на раст и развој кај децата и спиењето е огромна една област и за неја би можеле со тенови да зборуваме. Се надевам дека во овој пола час само ги интегриравме родителите да малку повеќе размислуваат за иднината на децата. Дефинитивно ова е тема за која што многу треба да се зборува и многу често да се зборува, и една опширна тема, ама барем почнавме од некаде, па се надеваме дека ова ќе стане и пракса. Драги родители, како што слушнавте и од самиот професор, ние сме огледалото на нашите деца. Ние сме одговорни за нашите деца. Не се децата одговорни за самите себе, особено до одредена возраст за која што ние сме главните во нивниот живот. Многу е важно да поставиме здрави навики. Да поставиме навики кои што ќе израснат во едни здрави и среќни деца, кои што кога ќе дојде времето сами да одлучуваат, да можат да донесат правилна одлука. Што да јадат, што да избегнуваат, кога да спијат, дали да внимаваат на спиењето или не. Едноставно да се погрижиме да направиме една иднина за нашите дечиња да израснат во едни среќни, здрави деца, со исполнети, со среќни и со здрави родители. Ви благодарам многу што бевте дели од оваа епизода. Продолжете да не следете, не заборавајте да направите сабскрајб на нашиот канал, да не поддржите нас, а ние ќе продолжиме со вакви едукативни емисии, едукативни видеа, да ја подигнеме свеста за здравиот начин на живот.